Сокови, сирупи, сладки, мармалади, мед, ајвар, путери. Домашни традиционални вкусови, подготвени со труд и љубов, беа изложени пред скопската публика на сајмот на македонската традиционална храна, организиран од Националната федерација на фармери. На едно место се собраа 35 мали фармери и рурални производители од различни региони во земјава, а посетителите имаа можност да вкусат и купат традиционална македонска храна. Председателот на Националната федерација на фармери, Стефче Јордановски, вели дека ваквите настани имаат клучна улога за промоција на производите и препознавање на малите бизниси. Ваквите сајми, мини сајми, кои ние организираме наназад неколку години, се од големо значење за нашите членови, малите земјоделци, мали оператори со храна, бидејќи тука покрај тоа што можат тие да ги изложат своите производи и да ги продаваат, тука можат директно да стапат во контакт со крајните потрошувачи, што е многу битно за самиот пласман на нивните производи. Нема посредници, нема купувачи. За производителите, ваквите настани не се само за продажба, туку и можност да се раскаже сопствената приказна. Со ваквите манифестации, сајми, настани, ни овозможуваат, како што кажа председателот, да си ги презентираме своите производи, да си ја кажеме својата приказна, можност за дегустација, значи на некој начин правиме истражување на пазарот, затоа што секој од нас развива свој производ. Сајмот е од големо значење и за младите земјоделци. Продажбата за нив е огромен предизвик, но сепак велат дека маркетингот од овие настани има огромна улога. Голем предизвик е вклучувањето, но е добро што ваквите настани не мотивираат да се вклучуваат повеќе млади земјоделци во семејните бизниси. Потешко е да се произведе, ама откога ќе се произведе, тогаш потешко станува продавањето. Најбитен е маркетингот и овие настани влијат најмногу врз маркетингот. Поддршката од државата и европските програми според земјоделците е значајна, но ваквите директни средби со потрошувачите се клучни. Државата ни помага со тоа што не субвенционира. Добиваме субвенции од 600 денара по презимено пчелно семејство. ИПАР програмите постојат, ги има, треба и од тоа да речеме се добиваат помош, али пак ќе речам, најбитно ни е производот да можеме да го продадеме. Сајмот се реализира со поддршка од Шведска и организацијата WeEffect во рамки на проектот за организацијски развој на Националната федерација на фармери и подобрување на пазарните врски за малите производители. Производите од Сајмот, освен на вакви настани, граѓаните можат да ги најдат преку онлайн платформите efarm.mk и Македонско најдобро.